Социјалните работници од Прилеп, Неготино, Велес, Куманово, Гостивар и Тетово застанаа за нивната 36 годишна колешка од Прилеп, која беше застрелана на работното место и повикаа на итни мерки за заштита. Само на вработените од центрите за социјална работа во Скопје им било забрането да излезат и преку мирен собир да и дадат поддршка на повредената колешка. Само во скопските центри социјална работа имаше најмногу притисоци да не излагаат колегите за да дадат поддршка на повредена наша колешка Маријана, застрелана на работно место со 2 куршуми. Поголем абсурд од тоа нема. Сакам само да ги охрабрам дека за правата на работниците не треба да се молчи, за правата работниците треба да се бори. Никој ништо не може да им направи и никој не може да ги избрка од работа доколку сакаат да заштитат било кој нивни колега. Барањата се секогаш исти и верувајте ми, првото барање кога сме го разговарали со поранешните министри било обезбедување на безбедноста на вработените. Треба да се знае дека центрите за социјална работа се специфична група на вработени. Во меѓувреме, Министерството за социјална политика, демографија и млади го осуди настанот во Прилеп. Оттаму посочуваат дека пред воопшто да се случи тој настан, Министерството ја започнало постапката за физичко обезбедување на сите центри и јавни установи за социјална заштита во државата, имајќи ја предвид сензитивноста на работните задачи на социјалните работници, кои се изложени на ризици по здравјето и животот. Оваа постапка е во завршна фаза, што значи дека наскоро ќе биде објавен и јавниот оглас за јавна набавка, велат од Министерството. Немилиот настан се случи пред 2 дена кога 50 годишен маж кој пред неколку дена избегал од психијатриската болница во Демирхисар, пукал во 36 годишната социјална работничка. Директорот на Центарот за социјални работи Прилеп Зоран Малковски за немилиот настан го обвинува директорот на психијатриската болница, од каде избегал насилникот. Смета дека ако биле известени дека сторителот е на слобода, ќе преземеле поголеми мерки за заштита на вработената. Директорот на психијатриската болница не одговори зошто Центарот за социјални работи во Прилеп, каде и претходно правел проблеми, не бил известен за бегството.